Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за имунофлуоресценција, а понатаму видеото ќе разгледаме малце подетално флуоресценцијата, нормално пак на некое си општо ниво, но ќе биде разгледано од страна на физика, односно од страна на хемија. И да започнеме. Значи имунофлуоресценцијата се базира на тоа да им текнало дека антителата кои се специфични се врзат за даден протеин, можеме ние всушност да ги маркираме така со одредено хемиско соединение кое ќе оддава светлина, така која ќе биде изложена на одредена бранова должина, така биде изложена на одредена бранова должина, ХПМ, и тоа ќе оддаде светлина со друга бранова должина која ние ќе можеме да ја детектираме. А антителото ќе се врзе специфично на некој си даден антиген, така ева ќе бележиме, и едноставно ќе можеме да детектираме на одредени структури кои се наоѓаат внатре во клетката или пак на некој си или пак на ниво на ткива. Односно, да речеме дека имаме некоја си клетка, така, ева, ќе земе со сина боја, имаме некоја си клетка, така, и сега внатре во клетка ние инjектираме антитела, и тие антитела да речеме дека се специфични за некој протеин кој се наоѓа на Голџиевиот апарат. Така, некој си виолетов протеин кој се наоѓа на Голџиевиот апарат. И сега, например, ти под микроскоп, под светлосен микроскоп, не можеш обично да го видиш Голџиевиот апарат, така. Но, сега ќе направам како со бела боја, каде е всушност, ева ќе направиме дека ова дека е Голџиевиот апарат, и сега тој ги има на него си овие виолетови протеини. Сега ти, ја иако го нацртав, всушност не можеш да го видиш кај е Голџиевиот апарат. И сега ги ставиш овие антитела, кои се специфични за тие виолетови протеини, но овие антитела се бележени со оваква флуоресцентна проба, и го оставиш ова да се инкубира, и што ќе се случи? Едноставно, овие антитела ќе се залепат така на протеините, се залепат на протеините по целата површина на Голџиевиот апарат, и нормално нели си имаат сите таква флуоресцентна хемиска супстанца. И сега ја изложиме оваа клетка под одредена бранова должина, ја ќе брежам сега со црвена боја, не е битно. И поентата е, сите овие флуоресцентни проби всушност ќе оддадат светлина од дадена бранова должина. Така што ова целото овдека вака на некој си начин ќе свети. Така, добро си ја боја. Значи целиот тој дел вака сега ќе засвети на некој си начин. И ти ќе можеш да видиш точно кај е Голџиевиот апарат и ќе ја видиш точно неговата структура. И едноставно тоа може значи се да се види под микроскоп и да се добијат многу убави фотографии. Нормално ова не се гледа под обичен микроскоп, него се гледа под специјален микроскоп, кај што можеш да гледаш ваква флуоресценција. И може да се добијат различни фотографии. Така, сега, например, не мора да користиш само едно антитело, можеш да користиш, например, едно сино антитело, така кое има флуоресцентна проба, и ова сино антитело, да речеме дека се врзува со некој си таков темно-виолетов протеин, можеш да користиш едно црвено антитело, се нормално антителата немаат боја, се врзуваат за различни протеини, но поентата е носат различна флуоресцентна проба, например ова носи флуоресцентна проба која дава некоја си црвена светлина, ова носи флуоресцентна проба која дава некоја си сина светлина. Така, поентата е, можеш да користиш различни антитела кои се врзуваат за различни протеини. Така, се врзуваат за различни протеини и сите например да ги внесеш во клетката и сите ќе се врзат за соодветните протеини. И понатаму можеш да направиш фотографии кои ќе бидат под различна светлина, едноставно сите да ги оверлапнеш едно врз друго и да добиеш некоја си ваква слика. Така, што ова е некоја си канцер клетка која е во делба. Ги гледаме дека се хромозомите, така ова може да бидат како делбените вретено дека вака како што се образувале и така. Значи ова наверојатно другото од црвеното е некој си цитоскелетот на клетката. Значи може да видиме различни структури и да гледаме различни процеси кои се случуваат во тек да ги гледаме. Така, и ќе бидат убаво обоени, ќе можеме да следиме кај се придвижило што. Така, иначе ти ако би го гледал само така црно-бело, многу брзо ќе се измешаат работите. Нема знаеш кој е каде отишло. Вака едноставно ја гледаш бојата и гледаш одма, вака натаму отишло, попосно натаму отишло и така натаму. Значи многу лесно. Дека имаме една слика каде што со едни антитела кои врзуваат некои си протеини на јадрото, го обоиле јадрото, со други антитела кои врзуваат некои протеини на цитоскелетот, го обоиле цитоскелетот. Така, тука има некој црвено и така. Значи може да се стават повеќе антитела
и сите антитела се специфични за различни протеини и сите носат различно боја на флуоресцентна проба. Знам добро, самата флуоресцентна проба нема боја, него ќе видиме сега како работи со светло, со светлина, па дава одредена боја. И исто така не мора да се користи на клеточно ниво, може да се користи на ткивно ниво. Така, например, овде гледаме обојување околу некои капилари. Така, обојување, гледаме кај има имуноглобулини А. И може да се боја, нали, во други бои да изгледа поубаво и така натаму. Значи имаат многу голема примена овие методи за следење на многу си процеси кои се случуваат, нели, да ги следиме ин виво како се случуваат. Добро, не можеме ин виво, пак мора да биде ин витро, ама поентата е можеме да ги следиме без да препарираме материјали, така. Значи можеме да ги следиме додека се случуваат. Не мора да правиме само слики па после да ги споредуваме, може баш ко видео и се да видиш кај било. Сега постојат повеќе начини на кои антителата, односно на кои антителата може да се искористат за овој метод. Имаме директен, индиректен и сендвич, каде што при директен имаме некоја си клеточна мембрана, мембрана на некоја си органела од клетката, врз која има дадени протеини. Така, има дадени протеини врз мембраната на некоја си органела. И нормално ние ќе внесеме некои си антитела, кои може да се врзат за тие протеини. И ако антителата кои се врзуваат со тие протеини ја носат флуоресцентната хемиска супстанца, во тој случај имаме директна имунофлуоресценција. Така, значи ова е било пример за директна. Зошто? Зашто примарните антибодис се врзуваат и тие се тие кои всушност ќе оддадат боја. Сега, ако имаш мембрана, така, ако имаш мембрана врз која повторно има некакви си протеини на нејзе, и имаш примарно антитело, или кој ќе се врзе на нив, но примарното антитело на него не е ставена флуоресцентна проба, него се ставаат секундарни антитела кои ќе бежам со црвена боја, кои се врзуваат за примарното, каде што на секундарните е всушност ставена оваа флуоресцентна проба. Во тој случај ќе имаме индиректна. Така, бидејќи секундарното антитело всушност ја носи флуоресцентна проба, во тој случај имаме индиректна. Или постојат дури и модификации на оваа индиректна, каде што, само ќе продолжиме мембранава, имаме тука си повторно некој си протеин, каде што ќе се прикачи примерно антитело и сега наместо да се става секундарно, ќе се стави еден посебен вид на протеин, ќе обележам со црвена боја, значи протеин А, во овој случај, врз кој е всушност ставена флуоресцентната проба. И овие протеини, интересно е, се протеини кои се изолирани од бактерии, чија функција е да ги спречат ефекторните улога, да спречат ефекторната улога на антителата, зашто бактериите си имаат одбранбени механизми. Бактериите, значи, го имаат овој протеин А, кој се врзува со ФЦ регионот, и тоа ја спречува ефекторната улога на антителата. И ние сме го земале тој протеин, кој е одбранбен механизам на бактеријата, и сме го искористиле со цел да имаме вакви индиректни имунофлуоресценции. Сега, овие флуоресцентни проби, кои всушност рекол дека ги ставаме на антителата, всушност ги нарекуваме флуорохроми или флуорофлори. Значи, или флуорофлори. И тоа се разнолики хемиски супстанции, така, значи тоа не е една хемиска супстанца, тоа е цело множество на различни хемиски супстанции, така, значи различни хемиски супстанции, кои при одредена бранова должина светлина, така, значи при одредено браново зрачење, мислам радиоактивно зрачење, односно одредена бранова должина од електромагнетниот спектар, тие даваат оддадена светлина, така, со оддадена бранова должина. Сите даваат всушност со различна бранова должина и брановата должина која ќе ја дадат исто зависи од таа која ја примиле и од самата хемиска супстанца. Нова да му направиме ваква некоја боја да испушта. И сега понатаму во видеото ќе збориме каков е всушност ефектот, односно што се случува на физичко-хемиско ниво со молекулите, така кои ја абсорбираат оваа светлина и потоа даваат светлина во друга боја.
Сега да видиме зошто индиректната имунофлуоресценција е повеќе користена од директната имунофлуоресценција. Едноставно, да речеме дека кај директната, мислам, се користат примарни антитела, каде што овие антитела се специфични за даден антиген. Така, значи за некоја си дадена протеинска молекула која е прилично потешко да се изолира. И сега ти треба да ги споиш така со некоја си флуоресцентна боја, така што тоа што ќе се добие ќе биде антителото кој ќе биде прикачено на него флуоресцентната боја. Сега, при овој процес овој не е 100% успешен, така да речеме од 100 антитела само 80 ќе успешно ќе се конјугираат, така што да речеме дека имаш 80% успех, а 20% имаш загуба. Така, сега, ако го споредиме ова со фактот дека кај индиректната, нели, користиме секундарни антитела, каде што овие секундарни антитела, нели, се врзуваат со ФЦ регионот на примарното антитело. Така. Сега, на нив ако треба да ставиме оваа флуоресцентна проба, и тука да речеме дека исто имаме 80%, а само добивка, 20% сме ги загубиле, основно сме изгубили нела специфичност, во тој случај овој метод е поевтин. Зошто? Бидејќи овие секундарни антитела се поевтини за производство него примарните. Примарните треба да бидат специфични за протеин кој се наоѓа некаде си внатре во клетката. Додека секундарните треба да бидат специфични за ФЦ регионот на примарното. Така, што е прилично полесно и попрактично да се направи. Така што во однос на цената, директната е всушност поскапа него индиректна. Одека треба ставам поевтина. Друг проблем е исто така губење на афинитетот. Да речеме дека овдека, што сме изгубиле некои антитела, кога сме ги правеле, нели, да се прикачени флуоресцентна боја, исто така при прикачување на оваа флуоресцентна боја, дел од нив им се променил афинитетот, бидејќи ова е сепак и хемиска постапка, каде што можеби некоја резидуа ќе се измени во антиген врзувачкото место, така што ќе загубат, односно ќе се намали афинитетот при самата постапка, така намалено константа на афинитет. Што не е добро тоа да се случува, така. Значи ние сакаме овие примарните да имаат прилично висок афинитет за антигенот кој ни е од интерес. Мислам за протеинот за кој сакаме да се врзе, бидејќи баш сакаме да видиме таа структура која ни е од интерес. Така, значи треба да се има висок афинитет, со цел да стои постојано, не да се одвои, зашто ако се одвои, ќе добиеме една размачкана слика. Значи антителото треба да си остане убаво прикачено, така треба да си остане убаво прикачено структурите кои сакаме да ги одредиме. Не сакаме да се залута тука некаде, па после да добиеме некоја си боја вака и тука овдека и на крај ќе изгледа каша попара. Значи, тоа е еден проблем. Сега исто се случува и кај секундарни антитела, или кај индиректната. Но, кај индиректната, исто имаме многу посилна светлина, така што претходниот проблем не е да толку проблем. Сега, зошто кај индиректната имаме посилно обојување, поинтензивно обојување? Бидејќи, ако имаш еден антиген, така, и за него се врзе едно антитело, ова е кај директната, ќе имаш една флуоресцентна боја која ќе оддава некој си количество светлина. Така, и ќе бережам еден антиген, едно примарно антитело и една флуоресцентна боја која ќе оддава некој си количество светлина. Сега, кај секундарната интересно е дека исто имаш еден антиген, мислам кај секундарната, кај индиректната имаш еден антиген, така имаш едно антитело, но имаш повеќе секундарни антитела кои се прикачуваат на ФЦ регионот. Значи ја овдека лево да ако го нацртав, ставив само едно антитело, нека добро сум цртал, зашто го преснимувам, ставив само едно антитело кое стои на ФЦ регионот, но тоа не е така увистина. Всушност повеќе вакви секундарни антитела може да се прилепат на еден ФЦ регион. Така, значи повеќе може да се прилепат на еден ФЦ регион и сите тие ќе носат вакви бои на нив, флуоресцентни бои. Така што повторно имаме еден антиген, едно примарно антитело, ама имаме 1, 2, 3, 4, 5 секундарни. И сите тие 5 ќе ни дадат одредено количество светлина. Така, затоа индиректната ќе ни даде многу поубави и почисти слики. И тоа е онака нешто општо,
зошто се преферира индиректна наспрема директна имунофлуоресценција. Сега, овие флуоресцентните бои се некакви си хемиски соединенија кои не е битна на структурата, едноставно ќе бележиме вака како некое си хемиско соединение, така кои има некои функционални групи кои штрчат и така натаму. Сега, овие хемиски соединенија нормално се изградени од атоми. Секој од овие ќошиња дека имаме атом каде што и тој јаглеродниот атом има водороди на него и така натаму. И сега, ќе извадиме еден од овие атоми, да речеме овој тука атом, ќе го извадиме вака на страна, каде што атомот знаеме дека има позитивно јадро, така, кој изградено протони и неутрони, и има орбити, односно орбитали, ама ја ќе цртам со овој планетарниот модел, зашто е поедноставно, каде што имаме електрони. Така, че има електрони кои си седат таму. Сега, поентата е, овие електрони што се наоѓаат повисоко, така повисоко, не од висина, што се наоѓаат подалеку од јадрото, имаат повеќе енергија. Така, значи овој тука електрон има повеќе енергија во однос на овој овдека доле, кој има помалку енергија. Така, окей, логично. Сега, што се случува ако овој атом е изложен на електромагнетно зрачење? Да речеме со ултравиолетова боја. Така, имаме електромагнетно зрачење, каде што брановата должина всушност ни кажува колкава енергија има таа светлина, тој зрак на светлина. Така, што е помала брановата должина, тоа има повисока енергија, што е поголема брановата должина, тоа има пониска енергија. Така, што го знаеме. Сега, значи доаѓа одреден вакво зрак светлина кој има енергија ХПМ и го удира овој атомов овдека. Така. И што ќе се случи сега со атомот? Сега ние повторно ќе го симплифицираме овие нивоата овдека, така орбитите, едноставно ќе ги направиме како линии. Како петолинија што си имаме, така. И сега да речеме дека имаме некој си електрон кој се наоѓа овдека во некоја си пониска енергетска состојба. Така, ова е некој си електрон. И сега тој електрон всушност од ова електромагнетно зрачење ќе добие енергија така што тој ќе се ексцитира до некој си повисоко енергетско ниво. Така да речеме ќе стигне до овдека некаде. Значи сега има повеќе енергија зашто абсорбирал зрак светлина. Така. Но поентата е во природата ништо не сака да биде во висока енергетска состојба и се стреми да иде спонтано кон некоја си пониска енергетска состојба. И затоа електронот пополека овдека првин ќе се врати до некоја си релативно пониско енергетско ниво, каде што ќе ослободи дел од енергијата во вид на топлина. Така, дел од енергијата ќе се ослободи во вид на топлина. И понатаму ќе се врати на еден цел скок назад до неговото првично енергетско ниво. Се зависи колкав е овој скок, колку енергетски нивоа се поминуваат, тоа се зависи енергијата, но не е тоа настолку битно, едноставно ќе се врати до првичното енергетско ниво и при тој процес ќе емитира светлина. Сега, оваа светлина што ќе емитира, нормално ќе биде со поголема бранова должина него таа што е примил. Сега да направиме оваа што е примил, дека била вака. Така, каде што имала бранова должина, сега лупам некои си бројки, нема да е блазе везе, од 400 нанометри. Така, значи брановата должина, wavelength, еднаква на 400 нанометри. Така. Но таа што ќе се емитира, кога ќе се врати електрон назад, бидејќи енергијата мора да се зачува, така, значи енергијата во универзумот е константна. И поентата е, ќе се емитира со некоја си поголема бранова должина, која ќе речам дека брановата должина сега е еднаква на, не знам, 700 нанометри. Така, значи електромагнетно зрачење доаѓа со некоја си повисока енергија, делот на таа енергија се губи као топлина и понатаму заминува со некоја си пониска енергија од која што влегол. Значи сега се имавме три фази, ова беше прва, ова беше втора фаза, ова беше трета фаза, каде што овдека кога е горе е всушност ексцитиран. Или, неќе оставиме македонското, возбуден. Или е возбуден електрон. Сега, зависно која е оваа хемиска супстанца, така, зависно која е оваа хемиска супстанца, од тоа ќе зависи кој е, например, овој овдека атом или кој е овдека овој атом.
Така, зависи дали тука ќе има двојна врска, дали ќе има единична врска, дали тука не знам ќе има некакви си негативни, позитивни атоми и така натаму. Значи многу работи зависат, односно хемиската структура на молекулата зависи дали еден атом ќе абсорбира дадена бранова должина. Така, зашто не сите атоми од сите хемиски соединенија абсорбираат еднакво една бранова должина. Така. И за да одредиме која бранова должина најмногу се абсорбира од страна на дадено хемиско соединение, се зима на пример, сега не се прави баш вака, но колку за да се свати основата, зијаме еден примерок каде што имаме на пример 100 молекули. Така имаме имаме 100 молекули од оваа, така оваа горе што имавме. Имаме 100 вакви молекули. И сега ги изложуваме под различни бранови должини. Така започнуваме од виолетовата, пидеме нааму и натаму. Така. И ги изложуваме под различни бранови должини, значи првично под виолетово, па ги изложуваме под темно-сино, па ги изложуваме под зелена светлина и така натаму и така натаму. И гледаме колку всушност пројавуваат флуоресценција. И на пример, лупам бројки нормално, при 400 нанометри, да речеме дека дека е 400 нанометри, дека е 700 нанометри. При 400 нанометри, на пример само 10% флуоресцирале. Така. Да речеме дека при 500 нанометри 20% флуоресцирале. Додека при дека зелена боја кај не знам 550 нанометри 90% флуоресцирале. Така. И ако ги внесеме овие бројки во однос на график, во однос на бранова должина, би добиле нешто слично. Мислам нешто вака. Така. Вака некој си пик. Така. Односно, ваков график ќе ни прикаже колкава е флуоресценцијата во за дадено хемиско соединение при дадена бранова должина. Така. Например, ако направиме како график, и овдека е например интензитет на флуоресценција, овдека е бранова должина. Значи бранова должина, тука е 400, овдека е 700, така овдека е не знам 600, 500 измеѓу и окей. И сега ние ќе направиме за некое си хемиско соединение, за некое виолетово хемиско соединение, изгледа например вака график. Така, за некое си портокалово хемиско соединение, изгледа вака некако графикот. Така, за некое си зелено хемиско соединение, може би изгледа само вака. И поентата е дека ако виолетово хемиско соединение, така во виолетово хемиско соединение, го изложиме на бранова должина, која е, не знам, 550, во тој случај ќе имаме најмногу флуоресценција од тоа дадено соединение. Сега, правиме таков график и добиваме која бранова должина е најоптимална, така најоптимална за да се предизвика флуоресценција. Но исто треба да направиме график која бранова должина ќе се добие, така како флуоресценција, од страна на тоа хемиско соединение. И поради тоа се прави уште еден график, така каде што, не знам, бела боја, каде што ако го имаме вака графикот, дека повторно имаме интензитет на флуоресценција, дека имаме бранова должина, имаме повторно 400, 700, така. И например брановата должина која се емитира од виолетово соединение, која врши флуоресценција, е всушност некаде си вака изгледа графикот. Така. Значи, оваа овдека сега со темно-виолетово беше како изгледаше за абсорбција, ово е за емисија. Така. Значи, ова е емисија, односно флуоресценција во овој случај, а ова е абсорбција. Односно, имаме абсорбционен максимум, така кој се наоѓа овдека, и имаме емисионен максимум, кој се наоѓа овдека. Така, односно, ако погледнеме линија, овдека ќе види, ќе види овдека. Така, сега интересно е дека ако го менуваме, ја менуваме браната должина, која користиме за осветлување, која се абсорбира, емисионен максимум нема да се променува. Сега, што мислам со тоа? Да речеме, ево кај да нацртам некој график, нека биде тука десно. Да речеме, имаме еден график вака, еден график вака,
Че ова ќе бидат 4 различни случаеви, каде што во првиот случај ќе го изложиме хемиско соединение на некое си зрачење кое ќе има оваа брана должина. Така, значи, ако направам некаде до тука вака ќе го пресечам и ќе има оваа брана должина. Емисиониот максимум повторно ќе биде некаде овдека, кај беше, со оваа боја го правев. Само што нема пикот да биде толку така висок интензитетот, него ќе биде некоја си понизок. Така, на овој си начин. Сега да речеме ако земам, ама идам со посилна, така, значи идам со посилна, со друга брана должина, во тој случај емисиониот максимум повторно ќе биде на истото место, само што ќе биде малце поголем. Така, ако идам, или со потполно со максимумот овдека, како го цртав преска графикот, вака некако, така, ако идам со оваа овдека брана должина, која е максимумот, во тој случај и емисиониот максимум ќе си постигне максимумот како што си е. Ќе го добиевме всушност овој горе графикот. Сега ја можел да го изложам со некоја си овдека брана должина, така, овој дел. И во тој случај да речеме дека ова овдека, оваа точка, така, оваа точка овдека е иста всушност со оваа точка овдека. Гледате, ова беше у пример 1, да речеме до овдека вака некаде, и оваа точка исто е до таму некаде. Односно, емисиониот максимум ќе биде ист како овој овдека. Така, значи, ќе си биде потребно исто од тоа таму место, само што интензитетот ќе биде исто толку вака горе. Нели, и тоа е логично, така, без разлика која точка овдека ќе ја изберам, ќе земам сега со жолта боја, без разлика дали оваа овдека точка ќе ја изберам или оваа овдека точка, така, повторно се наоѓа исти интензитет на апсорбција, така што емисијата ќе биде еднаква. Сега, ова малце потешко да се објасни вака со цртежи, ќе ставам во дескрипшенот на ова видеа кои треба да си ги погледнете, каде што убаво анимирано всушност како се случи. И различни хемиски соединенија се имаат различни апсорбциони, различни емисиони, максимуми, така. И врз база на тоа што го имаме на располагање, например, имаме ласер тој, значи имаме некој си ласер кој ни дава 490 нанометри брана должина. И ти ќе најдеш некое соединение кое што апсорбира 490 нанометри максимално и емитира на некоја си таму брана должина. Сега ако сакаш да добиеш под некоја си друга боја, треба да избереш хемиско соединение кое што емитува на некоја си брана должина, па да најдеш соодветен извор на светлина и така натаму за да добиеш соодветна светлина. Мислам соодветна боја. Но не е сега нас до тоа толку битно, едноставно можете сами да си го размислите како се тоа би работело. И тоа беше главното се што сакав да кажам во ова видео. Значи сватевте како работи имунофлуоресценција, што е флуоресценција, зашто е корисна, едноставно за праење на убави слики. Со цел да следиме одредени работи, каде се наоѓаат во клетката или пак во ткивата и да ги следиме всушност како се движат и како се организирани. Добро, тоа беше се до видео и ќе се видиме во наредното видео. До видење.